Благодарам. Делумно се согласувам со заменикот, затоа што за одредени алинеи кои што ги предлагаме, исто така дискутиравме вчера и точно е тоа, ние се согласивме како пратеници дека тоа е уредено во други закони, да, ама судиите и обвинителите. Што е со членовите на програмскиот совет, например државните службеници кои што вие ги предлагате? Еден. Како и да е, ние говориме, се уредува работата. Ако има пресуда на казна затвор, преку 6 месеци му престанува работата веднаш. Во ред, и со тоа ќе се сложиме, во ред. Се сложивме, не така е во ред, ево јас се сложувам, во право сте за овие алинеи, иако сметаме дека немавме лоша намера со тоа што стои овде во законот како услов. Се согласуваме со тоа, вчера го абсолвиравме тоа прашање. Кажавте дека во ред да стои дека може да биде разрешен пред истекот на мандатот ако постапува спротивно на одредбите од прописите од областа на спречување на корупцијата и судирот на интереси. Ако се случи такво нешто, дали сметате дека во тој случај тој член несовесно и нестручно ја извршувал функцијата? Сега, имаме тука несовесно и нестручно заедно, меѓутоа дали така е, меѓутоа тој, ако прифатил корупција, како што кажавте дека има можност, дали сметате дека неговото однесување е несовесно? Затоа, доколку ми дозволи комисијата или ако еве имаме вака некое разбирање со заменик министерот, дали може да се прифати видоизменет амандман кој што ќе стои дека може да се разреши членот, бидејќи претходно колегите се согласија дека нестручното и несовесно вршење на функцијата е услов за разрешување на директорот и на заменикот директор. Дали сметате дека ама може нестручно и несовесно да ја врши, не знам, пак е тој се бира таму. Значи представникот од Министерството Избрана е. може да подлегне на корупција, зар не види да има суди на интереси? Ама може и било кој од членовите на програмскиот совет. Како ви е природно? Како ги именувате? Добро, како член не може да извршува работата, еве, ајде, не функцијата. Може ли нестручно и несовесно да ја врши работата во советот и да биде подложен на корупција? Ама како не е битен, извинете, па прави програма, селекција, како не? Ако се согласивме дека најсуштински дел од работата на комисијата е работата на програмскиот совет, еден од мислам, тоа е се зборови кои што ги кажа, да. Да. Чекајте малце, има надлежности кои што, значи, јас се извинувам, дали може да го завршам обраќањето и да пробам на некој начин да ја доловам нашата намера и ако може да предложам видоизменет амандман, јас не се согласувам со тоа дека не е важна, сега претходниот амандман беше важна работата на програмскиот совет, сега не била битна. Значи, апсолутно не се согласувам, добро не е функција, добро се согласувам, ево не е функција, нека биде работа. Јас сметам дека било кој од членовите на програмскиот совет може нестручно и несовесно да ја врши својата работа, која што за информација на јавноста се состои во следното: донесува деловник за работа, утврдува предлог програма за приемен испит, почетна обука и завршен испит. Тоа што е основа на работата на оваа академија. Утврдува предлог програми за континуирана, задолжителна и доброволна обука, утврдува предлог програма за новоизбраните судии во основните судови и јавни обвинители во основните јавни обвинителства. Програмскиот совет утврдува предлог програма за специјализирана обука на судиите, поротници, судските службеници и другите специјализирани програми. Го следи реализирањето на програмите и нивната ефикасност и успешност. Ги следи и обновува програмите за обука.
што е, мислам, многу битно во целава оваа приказна која што денес се дискутира. Дава насоки за наставните методи и техники. Дава мислење за листата на предавачи. Дали сметате дека тука нема простор за корупција, за влијание? Сметам дека има. Врши оценување и евалуација на работата на предавачите на академијата. И овде може да има да подложи на влијание. Зошто? Нема функција, ама има, еве, јас ќе го прочитам амандманот на различен начин. И исто така, многу важно според мене, врши оценување и евалуација на работата на менторите. Ако, еве, и се согласиме дека тоа не е функција, дали може, се извинувам председателя, дали може да ме сослушате, и предлагам на комисијата видоизменета верзија на амандманот. Во член 23 ставот 2 се менува и гласи: член и заменик член на програмскиот совет се разрешуваат пред истекот на мандатот за кој се именувани, поради нестручно и несовесно вршење на работата во програмскиот совет и ако постапи спротивно на одредбите од прописите од областа на спречување на корупцијата и судирот на интереси. Ама мора да стои 3 месеци. Пошто цела амандман поминува нашиот сусрет 3 месеци, ако не биде И не биде присутен, се извинувам, тоа го забора. Ќе го прочитам уште еднаш. Во член 23 ставот 2 се менува и гласи: член и заменик член на програмскиот совет се разрешуваат пред истекот на мандатот за кој се именувани, поради нестручно и несовесно вршење на работата во програмскиот совет, ако повеќе од 3 месеци не присуствува на седниците на програмскиот совет без оправдани причини и ако постапи спротивно на одредбите од прописите од областа на спречување на корупцијата и судирот на интереси.